Јас сум од тие што чекаат, да се разбереме, јас сум од тие што чекаат. Ти не работиш само за некој да те гледа, туку и за себе ствараш навики. И после еден ден некој кој ќе те види, тоа е тој клучен момент кога треба да оставиш позитивен пример и белег на некој друг. 3 пати неделно тренираат нашите деца. 3 пати неделно по 1 час е смешно. Јас 3 сати минимум, кога сум бил казнет, 3 сати во денот сум играл минимум. И спортот те прави подобар човек до крајот на животот. Додека си дел од него. Се што ќе му викнат од страна родителите, освен браво и напред и ајде, се друго е со негативен ефект. Филип, како си? Добро сум, супер. Добро е што зборувавме пред да почне подкастот, малце да се опуштив сега, можам да зборам. Да, па ја те фатив на работи кај што знам дека можам да те опуштам од пред да се гледа дека не ти е прв пат. Не ти е првородел. Не. Воопшто. Иако прв пат ни е на подкастов е да имаме некој од фудбалот, така што до сега не верувам дека сме зборале со некој од светот на фудбалот. И со причина. Може, ќе видиме до крај на епизода како ќе искочи. Ама да почнеме со тебе како гостин, како и со сите други, со тоа прашање што за тебе представува ментално здравје. Ментално здравје е една интересна тема, да ти кажам, за мене, и не сум размислил пред да ме викнеш толку, не сум се замарал. Мислам да најдам некоја дефиниција што е за мене ментално здравје, но мислам дека е да имаш некој баланс во животот, да одговараш на предизвици, да си прибран, да не дозволуваш нешто да те тргне од патот, посебно нетривијални работи, значи и колку големи да се проблемите што ти идат, да си способен да се соочиш со нив и да најдеш решение. За мене главно тоа. И како реагираш под ситуации на ситуации под притисок. Значи за мене е тоа многу важен дел за општо за животот. Да, пошто е многу интересно, многу е лесно да се да биде супер и да реагираш на начин на кој што треба, кога се убаво, кога се ти иде, кога немаш проблеми, ама кога ќе те удари животот еднаш, два пати треба... Одма е друга математика. Или јас секој викам, карактер на човек највеќе се покажува кога нема, не знам, од 7 сат са бајле, нема коли на пат, зелено, тоест чекаш зелено да иде, и се што ќе направиш ако е црвено? Ќе идеш или ќе чекаш да дое зеленото? Иако можеш да поминеш. Јас сум од тие што чекаат, да се разбереме. Јас сум од тие што чекаат. Да, пошто тоа е интересно кај што кога имаш коли, кога има луѓе, кога има метеж, нормално ќе чекаш. Така е. Ама кога нема никој и можеш да си поминеш, ништо нема да се деси, што ќе направиш? Тоа е интересно да размислиш. И тука мислам дека добро, сега да не гледаме премногу тоа, ама пак се покажа на некој начин карактер. Дали ти е некој 10 секунди ќе ти променат нешто или ќе застанеш, ќе почекаш, ќе... Така, и кога си сам дома, општо. Кога си сам дома, кога не те гледа никој, како се однесуваш. Кога и нема нешто директно да имаш некоја последица од твоето однесување, како делуваш. И тоа е голем дел од менталното здравје. Колку можеш да се контролираш, да бидеш дисциплиниран, и да водиш со примери кога никој не те гледа. Да. Па тука е она, знаеш, голем дел на луѓе имам и слушнато изборувано баш за тоа, кај што лидерство што е, да ги правиш работи кога никој не гледа. Да. И од тоа, после тоа, знаеш, една по друга се дуплираат и има резултат од сето тоа. Пошто многу е едноставно да ги правиме работите само кога некој не гледа, ама после одредено време ти не можеш да продолжиш да ги правиш тие работи, бидејќи не работиш и на себе и не го правиш со намера која што е добра. Знаеш зашто е тешко тоа? Кога не те гледа никој и кога не добиваш, да речеме, позитивен фидбек од позитивниве настани што ги правиш ти, не добиваш, како да речем, стимул, и во моментот мозокот не ти се ориентира кон тоа да продолжиш да го правиш истото. Туку едноставно си кажеш, ова го направив, што ми донесе ништо, и да направив поинаку пак исто ќе беше. И може да фатиш друг правец тогаш. Но ако се гледа долгорочно, ти не работиш само за некој да те гледа, туку и за себе ствараш навики. И после еден ден некој која ќе те види,
тоа е тој клучен момент кога треба да оставиш позитивен пример и белег на некој друг. Барем ја така мислам. Да, и мислам дека многу е интересно и доаѓа до сршта на тоа зошто ги правиме работите. Ако ги правиме за некој да ти каже браво или некојаш ти треба да Ти те треба, подбутне, апсолутно, да те ама во поголем дел од времето која е причината зашто ние работиме на себе, се спремаме. Ја на пример, сега да дојдам со тебе да зборам без да се спремам воопшто, Без да ми видиш кај да сум видам бил од на кај си, што си, што правиш. Да. Знаеш, многу е тешко и ај ти ќе имаме многу поразличен разговор. Така. Ама кога ќе поминам сат, 2, 3, колку и да ми треба, многу е поразлично кога ја ќе дојдам и ќе седнам и знам дека можам да те прашам ово и ово, или можам да те не знам, да ти спомнам ново село и одма знам дека така, и тука е интересно. Поздрав до ново село. Да. Многу стромичени сме имале на подкастот, дека ја нели од тој крај ме прв некој кој што е близу поврзан до ново село. Да, Не е да. од таму, ама Јас сум почесен граѓанин. Почесен граѓанин. Да, кажи ми се спортот. Кои се некои работи, на пример, кога зборуваме за тоа работење на себе, се тоа. Кои се работи кои што ти сам на себе си имаш сам за себе си имаш направено за да доеш во таа позиција да бидеш еден добар фудбалски тренер, на пример. И дали сум добар, сега не би да се фалам сам. Да. Но мислам дека сум доволно добар да зборам на оваа тема. Јас како човек што почна без некоја фудбалска позадина зад себе, мислам сум тренирал како дете, но не сум ја играл играта професионално. Не ми беше лесно да влезам во овие води, пошто знаев од прилика дека ќе ми биде тешко и со контакти, и со цела логистика, да организираш целата работа и општо и немав, јас сум од Македонски Брод. Да. Значи немав некој да ме викне да дојди кај нас работи или научи го занатот. Почнав сам и ми беше најголем проблем, да ти кажам, ми беше тоа што не знаев дали работам правилно или погрешно. Значи најголем проблем на почеток ми беше тоа. Сите работи што ги правев, зборам и од комуникација со родители и вежби, нели тренинзи за деца, не знаев дали е тоа исправниот начин, дали има некој друг начин, дали и се до ова ниво што сум стигнат сега, се преку обид и грешка. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Сум научил дека нешто, ова е добро, ќе го правам така, да. А нешто мора да промениш. И сега и промената може, новото нешто и тоа може да е грешно, ме разбираш. Да. И така, значи многу беше тешко да не беше сега сопругата, тогаш девојка, да не беше она, немаше јас ни да се охрабрам да се запишам ни на првиот курс на лиценца. Едноставно тоа го имав на страна стајано како некој сон, како некоја идеја што не бев ни сигурен дека е возможно за мене. Да. Баш заради мојата позадина. Да, од каде иде таа идеја? Зошто, например, јас знам као мал, бидејќи исто неам и јас играно професионално, имам спортувано повеќе спортови, дури ја најдов кошарката, ама и као мал 5-6 оделение идам на тренинг, ја 2 сати пред тренингот цртам акции едно друго цело време и тоа ми глава и сум знаел дека до некаде ајде и физички не сум толку добар, ама и од секојаш ме интересирало како функционираат работиве, па поставки. Која е твојата, на пример, желба која што довела до тоа? Чекај може ја да се исправам у тоа, може некојаш ако се отвори шанса. Да ти кажам, сега скоро најдов некои писмени работи што сум ги пишувал по македонски, уште во 5-6 оделение, и сите деца додека пишува, јас сакам да играм фудбал, да бидам фудбалер. Моите ќе најдеш, јас сакам да бидам тренер, ме разбираш? Значи нешто имало уште од тогаш, јас од мала возраст организирав екипи, цели лиги сум организирал и сега не можам точно да ти кажам кога почнало тоа кај мене, од многу мал. Да. И колку и да се навраќам, не можам да најдам некој момент, јас тогаш реков ќе бидам тренер. Да. Значи, кај мене го нема тоа, едноставно јас од кога знам за фудбалот, не за себе, за фудбалот кога знам дека сакам нешто да сум во тој дел, во организација, во тренажниот процес.
во водење на работите и така. Не успев како играч, мислам дека немав ни некој услов, ни некоја шанса таму кај што живеев. Но не ми е криво за тоа, заради тоа што имав повеќе време да ја гледам работата од друга страна. И така. Да. Кои се некои работи кои тебе највеќе ти помогна, освен тоа што кажа trial and error? Се обидуваш, не успела, пробуваш ново, или од кај ги кои се на пример инспирации за тебе кај што гледаш, оке, јас сакам да бидам вака да водам, пошто тренерска работа не е еднодимензионална. Имаш тренинзи, имаш утакмици, имаш работа со играчи, во твојот случај повеќе нели деца се зборуваме, ама многу аспекти се сето тоа. Кои се на пример некои принципи врз кои што се базира како се однесуваш ти како тренер во сите овие некои аспекти? Ако ме прашуваш за рол модел некој што ми бил, сега како сите луѓе си имаме сите некој рол моделс пред да почнеме да работиме нешто, но како навлегуваш во работата, ти се формира некоја друга идеја во главата према приликите ти што ги имаш. Некои, да речеме, тренери што си ги гледал на телевизија и што ти биле интересни нивните тимови, ти сваѓаш дека ти не си до тоа ниво и нивниве идеи не се апликабилни во твојава сфера, ти кај што си моментално. И мора или да најдеш нови примери од кои што ќе учиш, или да создаваш некој свој пат. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Да. Јас искрено на почеток, нели нормално како сите, Мориньо, Ван Гал, Фергусон, но после тоа сваѓаш дека многу малку од нив можеш да научиш како млад тренер, заради тоа што ти се бавиш тука со други проблеми. Ти се бавиш со деца, така работиш со деца, нивниот тренинг каков да биде, како да им остане интересно, и после гледаш други луѓе што работат со деца и како они работат. Што им е потребно на децата, почнаш да читаш такви книги, нормално ако сакаш да се подобруваш. И така. Да, и дали има, например, као некој кој што од нула почнува, колку е лесно да доеш до материјали за сето тоа? Многу лесно. Освен, сега да те прашам, освен онлайн, например, дали има, например, можности, кидам кој ќе тренира? Не, сега онлайн имаме стварно многу материјали и тоа, ама јас сметам, лично, дека најлесно се учи од гледање. Дали си имал, например, можности, ај кидам кај овој на тренинг, ќе видам они што прават, или го нема тоа во... Мислам дека на кого и да му се обратиш од тренерите во Македонија со таква идеја, сите ќе те примат и ќе ти овозможат да учиш. Мислам дека за тоа сме многу, многу силни како нација. Но од друга страна сме многу слаби. Например, јас никому му немам речено така. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Мислам дека никој нема да те врати, јас сега некој ако ми рече никого нема да вратам. Дури и доброволци, значи што доаѓаат да помагаат, ги примаме сите. Но мислам дека многу има срам, многу има повлеченост, исто како јас кога бев на почеток, истите чувства сега нови млади тренери сигурно истите ги чувствуваат. И мислам дека треба сите да се по-храбри и по-отворени и ќе побараат помош и сигурно ќе ја добијат. Да, 100%. Во било кој клуб. Да. Ја нема таа иницијатива, нели, да ја бидејќи најчесто и ја немаш видено некој да има направено тоа и не знаеш како, не знаеш што ќе мислат ако вака кажам или ова го прашам или да, мене секогаш ми е интересно кога гледам, нели, пак зборуваме за тие некои рол моделс, кај што Обрадовиќ или кои да се тренери во кошарка, така што знам и нивни кажувања и луѓе што биле, они имаат отворени тренинзи за тренери, може да идат да им се обратат кога сакаш и учиш од нив, ги гледаш, запишуваш, прашуваш, ма тоа кај нас го немам приметено да се случува. Сега дали е најверојатно е поради тоа, бидејќи баш сметам дека реално многу сме мала нација за да не знаеме кој што и како работи, у смисла сега ја ќе ти земам Филип, ќе доам на Филип на тренинг, ќе му копирам све и ќе бидам подобар од него. Мислам дека има повеќе кај нас застапено, зборам за сите луѓе сега како менталитет, голем страф од срам.
Значи многу луѓе им е страв дека јавно ќе бидат посрамени. Сега јас ќе прашам така, па он ќе ме одбие, па ќе каже на сите дека сум прашал и навлагаш во некој врати кај што нема шанса да отидеш во вистинскиот живот. Така да само треба помалку страв да се има и многу лесно се доаѓа и до информации и до практично ќе може да добиеш шанса да пробаш, да видиш како е. Кого и да го прашаш, сигурно ќе ти овозможи. Било што, сигурно нема да останеш на истата точка. Да. Ајде да зборуваме малце за работата со деца, ти голем дел од времето го поминуваш со нив. Кој е, например, еден предизвик или најголем предизвик со кој се очуваш сега веќе од кога веќе си имаш етаблирано, баш у таа некоја работа со мали деца? Искрено ти кажам, сега најголем предизвик е со терените. Ќе ти речев тренерите. Не е со тренерите, со терените е моментално најголемиот проблем. Многу тешко се доаѓа до термини, до терени. Другите сите проблеми некако многу се лесни. Може и не се толку лесни, но лесни се во споредба со овој проблем. Бидејќи најверојатно имаш контрола врз нив. Ова нема... Па вајде. Да. Вајде. И ако го тргнеме тој како монументален проблем за сите нас, зборам за сите, општо. Да, сите исто и у кошарката, исто е во спортовите. Ако го тргнеме тој проблем, мислам дека најголемиот проблем е што децата доаѓаат на тренинг и играат еден час, им даваме вежби или играат фудбал и што и да прават на тренингот, и после си одат дома и го чекаат следниот тренинг да дојде за да играат фудбал пак. Ме разбираш што сакам да кажам. Тоа е многу малку, премалку е за да се развие правилно еден фудбалер. Тоа е, 3 пати неделно тренираат нашите деца. 3 пати неделно по еден час е смешно. Јас 3 сати минимум, кога сум бил казнет, 3 сати во денот сум играл минимум. No. Не може со 3 сати неделно. Не зборуваме сега да станеш фудбалер. Не можеш да ја научиш играта до ниво кај што можеш да се забавуваш после. No. Технички не може да ја совладаш. Ме разбираш што сакам да кажам? Значи, еве кошарка. Да тапкаш со баскетот, што е основно нешто, не можеш да научиш со 1 сат. 3 пати неделно, значи. Нема и тоа е, знаеш, тоа секојаш имало кога ќе играме баскет со другари. Таму ствараш некои навики и таму ја засакуваш играта за после да можеш да идеш на тренинг и да ги научиш правилните работи. Може нешто пробуваш на, не знам. Но има еден дел и пред тоа, ја би рекол, ја засакуваш играта пред се со тој прв пат што ја пробуваш играта. Значи, еве сега син ми има 3 години. Првиот контакт со фудбал му е со мене. Значи, без разлика, јас дали сум тренер, и со кошарка првиот контакт е со мене, се разбереме. Има кош и има гол, син ми има така, има и тоа и тоа. И сега јас треба да му покажам нему дека се забавувам, дека ми е интересно, за и нему да му биде интересно. Нели е така? Згора на тоа, за 2-3 години он ќе може да почне посериозно, малку посериозно од ова сега, да се бави со тоа. Збориме уште надвор од тренажниот процес. Значи, да научите дрибла со мене, не со некој тренер таму. Да научи да шутира на кошот со мене, не со некој тренер. Ме разбираш, пошто веќе кога ќе дојде да работи со тренер, 90% тие деца ќе знаат тие работи, ќе ги имаат веќе направено. Ние сме спортска нација, се разбереме. Ако оставам јас на тренерот да ми го учи детето основни работи за било кој спорт со кој што детето планирам и она сака да се бави, наидуваме на друг проблем подоцна. Детето ќе ги совладува основните технички вештини за тој спорт, додека сите деца веќе ќе се забавуваат со нив. Ме разбираш? Веќе ги играат тие работи, ги практикуваат, а тоа дете ќе биде малце поназад и некој тренер ќе мора да му биде доделен нему посебно за да го учи од поново. Затоа мислам дека ја засакуваме секоја игра, ја учиме од дома. И таму, и така и треба да биде. Да. На што мислиш се должи тоа дека се помалку и помалку деца тоа го прават? На родителите. Да. На родителите. Дали е начинот на живот, дали
немањето интерес или немањето знаење за ова. Имаше една многу интересна книга, се вика Football Starts at Home. Том Бајер е авторот. Многу добра книга и објаснува како мислам дека апликабилно е за било кој спорт ова. Дека детето, ова сега досега што го зборував, дека треба да почне од дома и дека фудбалската или општо спортската култура се гради од домот. Ако не почнеш на време, другите што веќе го правеле тоа, ќе те надминат. И сега како нација која ќе земеш во Македонија колку често се правело тоа и врз основа на тоа ќе добиеш некој резултат кај сме ние во тој спорт. Ме разбираш? Колку тој спорт бил превалентен дома, толку имаш успех во тој спорт. А кај нас тоа како се намалува, ние изгледа и ќе паѓаме со тек на време, заради тоа што родителите често исклучоци нормално. Има и многу исклучоци, доволно исклучоци за да направиме и солидни екипи во повеќе спортови, но дефинитивно треба да се зголеми учеството на родителите во градењето на млади спортисти. Дали гледаш, например, и технологијата како еден од можните, пошто најчесто и тоа се согласувам уствари со тебе, најчесто поради нели немањето, немаме време, технологија има вака така, ама мислам дека на крај се сведува со родителот дома. Да, технологијата, ако зборуваш за телефони, сега децава дека гледаат на телефони, некој треба му го даде тој телефон. Да. Така, значи не е проблем технологијата. Некој, мислам и родителот има поголем проблем со зависност од технологијата од самото дете. Детето која е дистракција да му ја даеш, и од телефонот има дистракција детето. Така, фокусирано е на тоа, ќе му даеш нешто поинтересно во моментот, ќе му изгледа, ќе офрли телефонот веднаш. Но некој треба да се потруди да го најде што е тоа во моментот. Јас да ти кажам, не му бранам на моето дете и гледа и цртани и на телефон, гледа и на телевизор, но има време кога и колку и мора да се потрудам после да го тргнам од тоа. Да не остане само на тоа, пошто ако му даеш ти тоа што си му возможил, тоа ќе гледа детето, не знае само да си направи. Да, многу е интересен тој аспект на некои почетни чекори. И до сега усвари нема размислувано и го нема формулирано така или слушнато така на начин на кој што каже тие, беше интересен дека усвари на почеток многу е важно исто е на пример воспитување, како се однесуваш со други, се започнува од дома и така и спортот, ама никогаш до сега немам размислувано дека баш од тој аспект дека тие некои први чекори се многу важни да се започнат дома. Мислам дека се најважни. Сега не може тоа уште научно да се докаже секако. А има деца што покасно созреваат и што ги учат тие, но кога зборуваме за технички, значи технички изведба на некои основни работи во спортот, детето мора да ги научи порано. И на 2 години јас би рекол почнува тоа. Не значи тоа да го носите детето на 2 години на тренинг или на 3. Но значи дека треба веќе да се почне да се воведува, ако е фудбал, како се гази топка, како се оди на напред, како се застанува. Како се трча правилно. Значи, рано е за тоа, рано е. Но да научи да ја манипулира топката, тоа може да се почне многу порано од што почнуваме нормално. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Да. И на тоа дете многу полесно ќе му биде после. Не зборуваме сега за формирање на професионални спортисти, фудбалери. Рано е за тоа и на повозрастна ваква. Тоа е многу тешко, например. Тоа не може, 99% деца што ќе почнат со играње спорт ќе станат професионални и нема ни толку, 99,9. Имаше некоја статистика од Англија, 99,6, а рачуне колку има вклученост во спорт кај нив, 99,6 не добиваат професионален договор, значи тоа е огромна бројка. И затоа веројатно имаат ниски лиги многу. Да, имаш таму колку, минимум 10, 11, 12 колку се. Лиги? Да, имаш и после имаш и други категории. Таму не навлагаме во тоа ми е едно хоби англиски фудбал. За друг подкаст ќе ме викнеш за тоа, посебно ќе зборуваме. Да, ама не, беше тоа и така и до сега сум го кажал повеќе пати на подкастов. Мислам дека спортот е многу важен у формирање на една личност. И баш тоа сакам да прашам, кои се некои работи, например, кои што ти може би ги имаш научено, ги имаш видени деца кои што ги учат, за после да ти помогнат
од после од кога ќе завршиш со тоа некое активно играње на спорт, без разлика дали ќе биде тоа за време на младенски, па може и покасно, ако успееш 1-2 договори или да играш 20 на 20 и нешто години, кои се работи кои што ти ги имаш видено и за тебе и за другите кои што ти помогнале да си ги научил играјќи фудбал? Како и секој спорт, фудбалот нормално дека има позитивно влијание. Дел си од група, мора да се придржуваш на одредени правила на таа група, на некоја хиерархија, мора да ја почитуваш. И сите тие мора да работиш напорно. Ако не работиш на исто ниво како сите, одма се гледа дека имаш некој недостаток, треба одма знаеш и без да ти каже некој дека треба да појачаш. И тоа те спрема за многу предизвици што се животни, по моја. И безброј да ти кажам позитивни примери има кај деца што имале можеби проблем со фокус, имале проблем било каков проблем, значи биле тивки повлечени, биле па излегло некоја друга особина позитивна на површина. Така да изгубиш сигурно не можеш. Јас им препорачувам на сите и да не прекинуваат да се бават општо со фудбал и со спорт и после активното завршување на активното тренирање, значи да продолжат да играат со другари, дури кога ќе видам да ти кажам сега се поретко и пензионери кога играат, баш ми е драго, значи никогаш човек не треба прекина да се движи, да игра, да спортува, пошто тие позитивни ефекти ги имаш до крајот на животот. И спортот те прави подобар човек до крајот на животот. Додека си дел од него. Кога ќе престанеш да бидеш дел, може да нешто друго. Тоа има и други спортови. Да. Ајде да зборуваме нели подкаст за ментално здравје, да видиме дали се зборува за менталното здравје во фудбалот. Моје некое мислење од тоа што имам видено е дека уште бавно иде тоа зборување за ментално здравје во спортот, ама каква е ситуацијата од твое некое искуство со фудбал? И јас да ти кажам искрено, на УЕФА курсевите, на ФФМ, на сите и на Б лиценца и на А лиценца многу се зборува за менталното здравје на фудбалерот, за тренерот помалку, но за фудбалерот се зборува многу. И општо за менталната состојба на фудбалерот. И доаѓаат од факултетот за физичка култура, стручни професори, кои што ги објаснуваат колку што може во тој мал период, да речем, да се објасни. И со тоа е дадено то знаење дека го има менталното здравје како приоритет, барем во Фудбалската федерација и Центарот за едукација. Што значи веќе почнува да се зборува и веќе има поттик за сите да зборуваат за тоа. Сега колку луѓето го имаат прифатено тоа и колку имаат вистински почнато да зборуваат и да разговараат за менталното здравје, мислам дека се уште рано. Уште е во зачеток. И треба да биде повеќе, особено за малите деца. Јас знаеш што, најголем пораз не ми е кога дете ќе си замине од мојата школа, ќе замине во друга. Тоа ми е буквално најнормална работа. Се случуваат промени, но кога дете ќе се откаже од фудбал комплетно, тогаш не знам, чувствувам некоја вина, најискрено ти кажам. Значи тоа дете имало некој проблем во моментот, ние не сме го препознале и се случило тоа што се случило. Ме разбираш што сакам да ти кажам. И доколку зборуваме повеќе за менталното здравје и бидеме поотворени за вакви работи, можеби по-добро ќе може да ги забележиме овие аномалии или проблеми или пошто на секој дете сигурно му се случува да има криза ментално, тренира со други деца, не се чувствува доволно добро во моментот, можеби заради возраста може да го надминуваат неговите врсници. Зборуваме месечната хронолошка возраст. Што влијае нормално и на биолошката, и да се чувствува во позадина и да мисли дека не прави нешто доволно добро и дека не се развива доволно брзо. Знаеш, ја начнавме таа тема пред да почнеме. Има случаи деца родени ноември, декември кај нас и општо на мислам дека во регионов практика е деца да тренираат по генерација. 16-та да речеме тренираат, 15-та тренираат посебно, 16-та тренираат посебно.
И сега има некој роден во 16-та, јас имам многу примери, 30 декември роден по 16-та и тренира со 2-3 јануари 16. Тие деца Та- прво вака кога ќе ги видиш, не се исти, ме разбираш? Не мора да значи, Не, па но има примери кај што стварно има голема разлика. Значи се случувало, еве јас со кошарката на пример кај што и висината е многу важен Како фактор не? игра Да. и до 12 години деца и сега еве да кажеме 2016 или ајде тоаш беа 2010 деца се иста годишна возраст, Да. ама едни се родени јануар, февруар, март, а нашиве беа јуни, јули, август, све тоа. Тие една глава повисоки се Да. веќе. Кога ќе доеш на 11, 12 и знаеш, нормално е да има разлика, ама тоа некои деца ќе ги обесхрабри. Апсолутно. И плюс тоа, баш го зборевме тоа, и тоа е една од причините зашто сакав да те викнам, дека го видов дека има споделено, ама книгата се вика Outliers, Малком Гладуел, кај што зборува дека една од причините зашто ова проблем е бидејќи на сам почеток овие деца кои што се од јануар, февруар, март добиваат многу поголемо внимание, пошто се подобри, се побрзо, се повисоки, се посилни и тие деца кои што нели, честно исклучоци, некојаш се случуваат, секако има и некои што фудбалери се и зрели, спортисти да. кои што се родени у втората половина од една година, ама тие деца се забораваат, бидејќи се помали, и многу голем дел, например, ако гледаме репрезентации и младенски селекции, тие највисоките се играат, најдобрите, Ви сега во моментов не можеме, можеме да го провериме, че изгубиме многу време, дали е тоа така, не, али со сигурност знам дека многу деца што се откажуваат се родени во вториот дел на годината. Збориме се откажуваат на мала возраст, на 9, на 10 години се откажуваат од фудбал. Не зборуваме сега на 16 или на 19. Или... Тажното е што многу од нив се многу талентирани. И технички се многу добри, но тоа се уште не може до израз да дојде заради тоа што сите околу нив се поголеми. Тука треба многу ментална снага, а тоа е едно мало дете. И уште кога ќе додадеме, да речеме, агресивен родител или агресивен тренер, што можеби не ги разбира во моментот овие работи, што мисли дека само детето ако стегне заби може да го претрча другиот играч, дека се е тука. Не е баш така. Не. И тука му додаваат некој непотребен притисок и најлесното во моментот е да се откаже. Да. И тоа се случува многу често. Ја не знам колку таленти губиме годишно, тоа никој не може да каже. Заради тоа што талентот дури така ќе се види на подоцнежна возраст малку. Колку таленти годишно губиме на овој начин. Да. Сигурно е многу. Не, и тоа е многу интересно и ти спомна, иако имаш обука, имаш од федерација и Центар за едукација зборуваат за ментално здравје, колку е например тешко во пракса тоа да го спроведеш, бидејќи ти имаш обука, но на тебе после како ќе се однесуваш. Тоа. Многу влегуваат, јас да поминам нисто, ама мислам дека имаме одговорност како тренери да обрнуваме внимание на овие работи. Заради тоа што пак ќе ти кажам, да се откаже дете, тотално да се откаже од спортот. Еве, ти си тренер кошарка, ти се откаже тренер кошарка дете. Не дај Боже паради тебе да ја откажувај. што неретко се случува. Се случува. Да. Треба да си стварно без осет. Да, ама и тоа е тешко, знаеш дека мислам една од причините ја бар што ги имам увидено е баш поради тренерите, каде што, знаеш, и тоа се случува и не само со постара генерација, туку со тренери кои што се и помлади, они ако се научени на еден начин на тренирање, така поминале, или ако, еве, таков сум јас и така иде, нема толку е, многу тешко се менува Тоа ме плаши да ти кажам многу. Кога ќе видам млади тренери со стари методи, Да. посебно стари методи на комуникација, тоа многу ме плаши. И многу е кај нас, две работи се многу глорификувани. Една е улицата, како алатка за тренинг. Улицата ќе те научи, на улица фудбал, на улична кошарка. Една е тоа. И друга е таа стара школа на комуникација. Таа е... Јас имам сега, не можам да ти објаснам,
Сите родители. Малку да има исклучоци, 1%. Идат и ми викаат, викај му, дери му се. Значи идат, ме тргаат на страна и ми викаат, слушај, абе, овој мојов го гледам, забушава нешто, абе, викај му, дери му се. И мислат дека, ако јас му викам и му се дерам, дека детето ќе дојде поблиску до онаа верзија они што имаат замислена. Тоа, за жал, не може да кажеме сега еден родител дојде, сите. Да. Значи, ова сите. И кога ти нема да му И викаш, немам решение за ова. не, тоа е Јас не им интересното. се дерам, да им кажам уште Ама се. пази, кога ти не му се дераш, они ќе почнат да му се дерат. И ви, тоа од страна дерењето, тоа е проблем за себе, не е само кај нас, ама тоа е веќе друго. Тоа веќе се адресира лесно, ајде, молам сите родители. Тишина и готово. Да, или надвор. Ние немаме можност надвор да им речеме, гледаат преку ограда. Али тишина, да, може да кажеш, пошто стварно на детето негативно влијае. Да. Се што ќе му викнат од страна родителите, освен браво и напред и ајде, се друго е со негативен ефект. Ама дефинитивно тоа дерење, тоа па и пцовки и што и се не, тоа ја имам приметено и една од најтешките моменти кај што млад тренер почнувам јас и сега нормално учиш се тоа и гледаш деца кои што човек на клупа идат плачат. Ама не плачат бидејќи тренерот ги има убедено дека не ги бива, дека нешто е проблем со нив. Значи ја имам дете кој што вика ја треба на психијатар ќе идеме, не знам што е проблем со мене. Не дека ништо не е проблем со тоа дете, 14, 15, 16 години. Ама тебе веќе ти има убедено тој што те води, че ти е тренер, дека нешто е проблем со теа. И да има некој технички недостаток детето и да не разбира доволно и да не е доволно квалитетен кошаркар, фудбалер, што и да е. Не треба да го направиш да се чувствува неподобен. Никој човек. И за тоа на таа планина сум спремен да умрам. Да се изразиме малце како западњаци. Да. И така. Нема, ама многу е, сум имал и пријатели и луѓе од страна што доаѓаат и сега, не знам, идеме на утакмици и ги гледаат, интересни им се тие некои методи веќе. Нели и у Америка имало тоа и на страна, ама тие се повеќе и повеќе изумираат, ги немаш веќе тие, не знам, мене ми текна од кошаката пример, ама и се доаѓаат и човек фасцинантни им се тајмаутите на тренерите, како се вика, како дерат, како и зборуваш за професионалци. Не, за младенци. За младенски утакмици се тоа. И начин на однесување, начин на комуникација, и се тоа и има моменти кај што чека ова is this real? Као дали стварно е вака и така е, реално, за жал, кај нас се уште провладува таа стара школа. И гледај колку популарни стана видеа од овие европски тренери кај што им се дерат на кошаркарите. Знаеш колку популарни стана? Вака треба, вака кај нас. И знаеш, сите родители ми го праќаат мене. Пошто сме и пријатели по социјални медиуми, вакво и ми праќаат линков. Гледај, ове Обрадовиќ, така Обрадовиќ. Како им се дере, рече, види. Па идат шамари, маваат, нели? Имаше едно такво видео. И као ми го праќаат родители и некоја порака со тоа сака да ми кажат, знаеш. Ама не разбираат дека нивното дете, прво, тие видеа се од професионални играчи. Така? No. Друго, тие играчи земаат милиони. И дошле да работат со тој тренер да им се дере. Тие одбрале. Да. За да им се дере специфично. А овие ваму 99,999% се шансите дека нема да станат професионалци. И тие треба да разбереме дека фудбалот го гледаат. Да, може он сонува да стане фудбалер во моментот, но не значи дека тоа ќе го сака за 2-3 години од сега. Тоа е дете, му се менуваат приоритети, ќе најде нешто друго, ќе почне да запознава други луѓе, да се бави со други проблеми, да решава и ќе му стане нешто друго утре интересно и тоа е сосема во ред. Наша работа е да го задржиме во фудбалската игра што е можно подолго. Значи збориме до пензионер да игра фудбал, толку да ја засака играта и да ја практикува. Да имаме здрави луѓе, здрава нација, убави насмејани луѓе, спортски ориентирани. Значи тоа треба да е целта. No. И да учествуваме во некој спорт, во некој клуб, да даваме придонес на таков начин. И како родители да дојдат да си навиваат за своите деца. Знаеш колку убав пример имавме сега, настапувавме на Кул Куп.
на Цементара со 2017 генерација. И беа дојдени прва утакмица игравме против Осијек. Да ти кажам, многу убаво. Родители дојдени од Хрватска дошле тука, си земале онакви шакалки, навиваат, ајде Шиме напред, Шиме, ајде овај, ајде онај. Си викаат напред, ништо не викаат против судијата, ништо не се дерат. И нашите родители беа окей, ме разбираш, но овие стварно позитивен пример. И на крај далеку стигна, нешто трето или четврто место, сам играл полуфинале сигурно. И надпреварот го направија многу добар. Што е најважно. Значи, нивново навивање, нивнова енергија брзо се пренесе на нашиве родители и настана добра атмосфера и многу убав надпревар. И децава кога заврши надпреваров, полни беа возбуда, пука. Следен надпревар играме со локална екипа, одма имаме друга енергија. Одма се смени. Ме разбираш што да ти кажам. Значи се чувствува некоја културолошка разлика. Што нема причина зашто ние да не бидеме такви. Нема никаква причина зашто да не викаш напред за твоето дете и на тоа да останеш. Значи викај напред, браво, остави другите да се. И знаеш како, тоа кога ќе почнеме, сега имам друг проблем. Сега играме надпревари со судии, така. Мали деца се, но има судија. И се од мали, како родителот го слуша дека се буни за судијата, после секој прекин детево му оди на судијата се расправа. Значи не изгледа убаво. И ти ги учиш тие деца дека окей така да се однесуваат. Ја се сеќавам први некои работи, но пошто нели кога почнуваш тоа мислам дека е голем проблем исто и кај нас, кога почнуваш како млад тренер ти даваат со најмали деца да идеш. Што е погрешно. Што е многу погрешно. Со најмалите треба најискусните тренери да бидат. И кога идеш на утакмици ги пуштаат најмладите суди да се учат, Што исто е погрешно, да. И ти, например, ако јас сега као тренер не поставам авторитет, не им кажем на деца вака и вака, на суди нема зборење, на противнички играчи нема зборење. Океј, ја сум завршил може некоја работа со тоа. Ама судиите кои немаат авторитет врз деца и кои дозволуваат, и тоа само тие деца ги примаат тие некои навики за ти после кога ќе дојдат 17-18 години какво немаш, не мајки, шајки, све многу лош однос има кон судиите. Јас сум виновен да ти кажам, сите општо, ја мислам дека таква култура има кај нас. Многу лош однос има кон судиите и јас не знам како некој сега им качија, мислам и примањата малце, што треба уште повеќе да им ги качат. Нема судии, мислам дека најмногу заради лошиот однос кон судиите. Верувам и во кошарка дека. Да, секаде. Да. Значи сум видел и тепачки на мои надпревари со суди, пресметување. Зборам сениорски се, не детски пут. Но општо вербално судиите се константно од напад. Нема секоја одлука буквално на било кој ниво, дали детски фудбал, дали секоја одлука им е преиспитувана. Секоја. Нема, мене ми се деси че комедија игра, не знам, да кажем 16 годишни деца кошарка и дали топката излезе надвор или фаул беше шо и да, и дете одма сигнализира вар да пуштат. Чекаме дете 15 години си, што сакаш. Смешно. Значи, многу е проблем и тука мислам дека проблемот не е само родители и начин на збор, туку и начинот на стратегиски на некој начин кај што ти најдобрите тренери треба да бидат со најмалите деца за да ги научат. Земи ти помошник кој што ќе биде почетник, па ќе те гледа, ќе учи од тебе. Исто и со судија. Ти мора само така можеме ние нешто да направиме да се створат генерации кај што ќе имаш и нормално ја као 20 годишни, 25 години, ја не знам колку што знае некој што е 10-15 години повеќе во фудбалот и технички ќе го научиш детето како да биде. Мене ќе ме научиш да бидам подобар тренер и плюс ќе имаш авторитет и ќе знаеш и како и тие деца ќе те слушаат. Кој ќе кажеш нема со судија расправање, нема со судија. Ама сега ја да им кажам кој што почнува. И тоа, ама и знаеш како ти ќе кажеш и после нели возбудата расте. Се лачат разни хормони кога се игра и го слушаш родителот дека вика и добиваш што тоа дозвола и ти да кажеш нешто. Значи пак пример на родителите кон судиите мора да е подобар. И општо кога се гледа на надпревар, значи сега нели играше Македонија со Лихтенштеин. Да. Не може судијата, значи не може секоја одлука од судијата да е грешна, нема шанси. А се понашаме така, се однесуваме кон судијата
како со нешто најдолно. Обичен фаул, не беше фаул и сите суди ваков таков. Значи одма имаме многу лош, како општо култура е тоа или недостаток на култура. Да, и пак ќе кажам, немаме многу примери и тука мислам дека се сведува се тоа што еден проблем веќе станува дека помалите генерации не гледат добар фудбал и многу е потешко на пример да гледаш и добар фудбал ако не можеш да идеш у сабота недела и да гледаш фудбал. Убаво е на пример кога се дешава нека репрезентација ќе дојде па ќе можеш да гледаш. Едно тоа што не гледаат фудбал или кошарка или било што повеќе, пошто се хайлајтс и се тоа и ти не гледаш не ги гледаш тие некои досадни аспекти. И друг проблем, да, и друг проблем е тоа. Сега и никој не гледа више фудбал, ја мислам. Фудбал гледање тоа полека изумира. Сега се е на хайлајтс. Па и ја од себе почнувам. Знаеш, и некако фудбалот стана, не би рекол едноличен стана. 60-70 минута се по-резервирани екипите, после има 20 минути кај ше по-динамично и многу луѓе тие 6-7 минути. Прво полувреме ќе второ ќе пуштиме, така, да. Буквално така. Или гледаат на телефон додека трае фудбалот. Не гледаме фудбал како порано што гледавме. Мислам се смени целото искуство на гледање фудбал. И помалку се учи со тоа. Да. Како што кажа преска, многу работи од гледање се учат. Технички прием, додавање на топката, трчање, начин на трчање. Децата треба да гледаат и тоа после подсвесно го прават, го повторуваат. Да имитираш. Ти така си знал како мал, сега ќе гледаш, ја например, не знам, Коби Брайант ми е мене. Да. И ја го гледаш Коби, се обидуваш да биеш како Коби. Така. Да ги научиш тие некои мали работи, ги го гледаш цело време. И најчесто се тие некои досадни детали, мали работи кои што ќе ти помогнат да биеш подобар. Ама тоа, не знам, и технологија, и социјални медиуми, и начин на фудбалот е моментално еден од најголемите бизниси у светот и само до тоа си го прави својот. Така. Ти Коби си го гледал? Да. Коби Брайант. Да. И да, има многу, ама малце на попозитивна страна кај тебе на пример. Кои се некои работи кои што не знам, зборуваш кај деца или за на деца да посветат, да ги земат, да бидат, не знам, да се справуваат со сите овие некои предизвици со кои се соочуваат. Дали тоа или како тоа го правиш и кои се тие работи? Моментално многу размислам на ова и мислам дека најголемиот предизвик е од технички аспект кај децата. Значи, технички колку побрзо ќе ја научат играта, толку по-долго ќе останат во играта, по моја, и толку повеќе ќе се забавуваат додека играат играта. Тие деца што нема да ја научат технички играта, има некоја фора да ја научат до тогаш и тогаш. За секој дете е различно, така? No. Тие ќе се откажат и нема да го гледаат фудбалот како хоби или како занимација или не дај Боже нешто повеќе. И затоа многу време посветувам да пробам да ги насочам да вежбаат сами. Значи имам сега пак ќе ти ја спомнам таа книгата Football Starts at Home. Многу работи промени кај мене и навлегов и повеќе во тој модел човекот во Јапонија работи и живее. И како Јапонија го има се во ова имплементирано преку тренерите, но и преку школите и преку министерство и преку, значи буквално секој аспект систем, зафатен за децата што е можно порано и повеќе да работат со фудбал. Зборуваме се и затоа има голем успех. Сега има еден наплив на јапонски фудбалери, премногу, мислам во Англија само колку има, секое лето идат по 10 нови фудбалери од Јапонија. И пробувам на децата да им кажам, но и на родителите дека треба да работат. Дека треба да работат со топка, дека треба да ги повторуваат. Тие работи што ги правиме на тренинг, првите 20 минути до половина час, пробувам да им кажам на децата дека ова ќе ви помогне утре и подобро да се чувствувате кога играте фудбал и по-далеку да стигнете кога играте фудбал. Не знам дека ќе станете фудбалери, пробувам на сите да им објаснам тоа, без да го уништам некој сон што они си го гаат. Но ако ти кажат наеднаш,
утре на 13, на 14 години, тоаш па е многу голем шок за децата, мислам дека. Полека треба да они да знаат дека фудбалот е начин на живот. Значи, начин на живот, но не значи дека утре треба ти професионален фудбалер да станеш. Во Бразил не се сите професионалци фудбалери, има 2 милиони фудбалери. Така? Да. Не се сите професионалци. Но има 2 милиони што играат фудбал. И има многу повеќе што играат всушност фудбал. Не знам, може си ја налетал, имав една статија напишано за Фарски острови. Значи таму вклученоста во фудбал е огромна. Огромна. Но за толку луѓе 50.000 жители се, 50 и нешто илјади жители. Од кои што 10.000 играат фудбал. Патем, имаш и други спортови. Кошарка имаат, ракомет учествуваа нели на европско сега, така, и младинско европско учествуваа. И сигурно има уште нешто друго за кое што не сум запознаен. И сега ти имаш таква нација од која што ние повеќе треба да земаме пример. Ние земаме пример од некои успешни нации, ние од Франција земаме пример, од некои, знаеш, далеку се тие од нас. Ние треба баш да овие помаливе, да видиме они како се однесуваат со децата и како они ги држат во спорт толку долго време. Збориме, доаѓа дете на 4 на 5 години кај ни во клубот и има група за него, си тренира и стига до 38-9 години уште игра фудбал. Он работи нешто друго. Но уште 3 пати неделно тренира, се дружи со тие луѓе, физички активен, среден човек. Тој човек многу потешко е да падне во некоја ментална криза од него или некој друг човек. No. Тој човек е исто многу попродуктивен, повеќе данок плаќа на автоматски, нели е така? Значи тоа е добро за нацијата, за државата. И затоа мислам дека треба многу повеќе внимание со на овие работи. И да се вратам на прашањето, на децата најмногу внимание им посветувам на ова. Значи да им кажам да засакаат играта и да ја гледаат од друг аспект, да се комотни со топка, да одвај да чекаат да им дојде топката во нив, да не ја гледаат како жежо компир, баш тој термин го користам, знаеш, жежо компир си те фрлаат на друг ден. Значи да ја сакаат топката и така да ја засакаат играта. Тоа ми е главно. И мислам дека од тука почнува се. Која сака играта, нема да има кризи или помалку ќе има ментални кризи, ќе му биде интересно. Ќе знае како да се справува, тоа е. Бидејќи мислам дека, не знам, ние, знаеш, некојаш од тоа што имаме доста мало познавање на ментално здравје или психологија и како функционира работа со терапевти, мислиш дека ако идеш на психолог и тоа готово ти ги реша сите проблеми, никогаш повеќе нема да имаш проблеми, ама ствари не е така, тук психологот и добар тренер може да ти помогне како ти да се справуваш со тие некои предизвици. Дали тоа ги би од технички аспект, чекај бе, ја добар бев година дена најбрзо од сите, сега има ново дете, уште побрзо. Како па ти као тренер ќе му помогнеш, така и со предизвици кои што се надвор од тоа, нели? Ментално, дали ќе биде со самодоварба, дали ќе биде со притисок, дали па овертренинг, претренираност и мислам дека сега кај нас овертренинг многу малку се случи. Затоа немам начинато. Да, овертренинг мислам дека се уште немаме таков проблем. Андертренинг има дефинитивно. Да, ама знаеш, ти му даваш на тоа дете као тренер или психологот на еден човек као некој кој што сака да биде подобро, алатки, совети, начини на како да се справуваш, не знам, многу други работи кои што ќе ти помогнат после кога ќе се соочи со истата или слична ситуација, знаеш што да направиш. Така и нас одговорност ни е најмногу да имаме среќни деца, вклучени деца, да доаѓаат редовно и активностите што ги прават со нас да им помагаат во други активности што ги прават. Да речеме, фудбалот да ти помага во школата. И утре како млад фудбалер да ти помага фудбалот во факултетот. Фудбалот да ти помага за работата. Значи, повеќе таква одговорност треба да превземеме како спортски работници, како фудбалски работници, отколку фудбалот да го гледаме само како некоја дистракција или како некоја губење време или како не знам. Или да идеш да освоиш првенство до тоа е за жал, тоа е многу често. Да. Но може би ќе се смени, не знаеме. Идат нови генерации, не се сите стари школи, стари навики. Да. Не, има баш тоа е тоа што кажа ти, најголем
барем ја кога гледам исто, се согласувам тука најмногу се нервирам кога гледам млади луѓе со стари школи, ама мислам дека се поеќе има луѓе и како тебе, кои што се обидуваат да сменат работи. Се обидуваат, ти спомнав и на сам почеток, не знаев дека у Македонија има екипа, ракоме до душа алкалоид, кои што имаат психолози во екипа. Многу позитивен пример. Значи, ако од тоа што, нели, разговор, тоа уште кај нас колку време не требаше кондициони тренери по екипи да имаш. Да. И пази, и уште, голем дел уште нема нема. кондициони, да. Бидејќи, нели, тренерот знае све. И кој имаш кондиционен тренер, ја ти кажувам што те правиш. Не, мислам дека проблемот што тренерот знае се, туку треба да се плати тој кондиционен тренер, тоа е поголемиот проблем. Да. Ама, пак ќе кажем, мило ми е што, самиот разговор, сега не се знаеме, сосема случајно те најдов, кај што има тренери као тебе и као други тренери кои што се помлади, се обидуваат да направат промени кои што, знаеш, не е најважно сега ние да идеме и да освоиме првенство до 12 години, пионери, кадети, важно е на деца да им даваме некои здрави навики за да после тоа да може да ги искористат надвор. Многу тешко тоа, се со родителите, значи многу тешко тоа се објаснува. Ти идеш да изгубиш таму, не значи дека идеш ти да изгубиш таму, туку едноставно идеме без тој непотребен притисок за децата. Пак се навраќаме на родителите, тие мора да ја водат работата во позитивна насока, мора да направат, некои од нив мора да направат промени. Многу ни е врежан резултатот, посебно во детски спорт. Значи смешно е уште кој гледа, но сега јас знам да не се препознаа некој пример. Значи има стварно насочени на победа од 8-9 годишна возраст, се убедени дека нивното дете ќе стане фудбалер, одат се задолжуваат со кредити, мислам на таа возраст детето треба да се забавува и толку, и школа. Да. Не ми е јасно, дури вака зборуваме со колеги некојаш, што тоа дете утре ако под толкав притисок аплициран врз него, што ако се откаже утре, како ќе ти биде тебе како родител? А ќе се случат некои промени, ќе го стигнат, сега е можеби некој дете понапредно од другите. После во друга возраст, друг некој ќе биде понапреден или друг аспект на играта ќе дојде до израз повеќе. И што ќе правиме после? Значи не треба, имаме организиран фудбал, се на место се има, постои, значи лиги постојат, тој што е најдобар нека си добие награда и тоа е тоа. Се повеќе од тоа мислам дека е притисок врз детето, што еден ден тоа ќе се удри, некаде ќе излезе тоа. Да, сега ми текна преска док зборавме. Ја имам една година поминато во Америка и таму се запознав со бейсболот и сега ми беше интересно, уште на почеток викам не знам ништо за бейсбол, ќе земам ќе читам, најдов една книга од тренер, тоест поранешен играч, сега тренер, кој што збори и баш збори за проблемот со родителиве у youth sports, значи у младенски. Так. И вика еден од големите проблеми се токму родителиве и тоа дека знаат се и тие деца имаат голем притисок кога ќе завршат утакмица, не од тренер, не од тоа како играле, не од самите себе што се посојат, туку од родителите. И затоа дека јас своите деца ги учам да тренерот е во право дури кога греши. И никогаш после утакмицата нема случајно јас TM. Баш, тоа е исто како наш поранешен политичар. Да не спомнуваме, да. Сега избори се, да не рекламираме никој. Да, ама баш тоа е, вика, никој се нема случајно, без разлика што ја имам играно професионално и тренер сум се, кога моје дете ќе заврши со утакмица, ништо, возиме на кај дома, се збориме, као беше што и ти ги гледаш, навиваш за него, баш тоа што каже, навиваш за него. Така е. И после тоа ние не збориме, па требаше ова да го направиш, па вака требаше, таму требаше. Не, го прашуваш као се осеќаш, као помина за тебе утакмица, што мислиш, толку, бидејќи на крајот ти не си му тренер, ти си му родител. Знаеш, има едно, за родители што слушаат едно трик прашање, да речем за деца, не се зборува ништо, што ти се допадна, како, туку тоест, дали ти се допадна, не се прашува дали ти се допадна, пошто детето тогаш почна да размислува
и на да и на не. Да. Значи, ја прашаш што ти се допадна најмногу Да. во тој дел, било која активност да е. И тоа дете ќе почне да размислува на вистина што било добро во тоа и да имало 10 негативни работи што се случиле, тоа ќе ја најде таа една и ќе ја каже таа една. Тоа е многу многу добар трик што може пример во таа возња за назад во колата да се употреби. Најчесто за жал се зборува требаше тука Паста да, еш. требаше да шутнеш, требаше вака, па што го трпиш тој, Да. кажи му. Значи, тие се контрапродуктивни разговори. Треба така на позитивно да се насочува работата и што е можно подолго да го држите детето, значи тоа ви е одговорност. Да. Да го држите во позитивно расположение, да продолжи да се бави со спортот. Да. Дали испуштивме нешто, што Може да имаме испуштено. Ама што ти текнува во моментот. Да. Не знам. Нешто ако сакаш да прашаш. Нема, ја толку со прашање, единствено на крај ќе те прашам само даде малце совет за родители. Кој е твоето прашање за оние што не слушаат или издржале да не слушаат дека саат време? Прашање за нив? Да. Сега го наруши моето ментално здравје. Сега не можам. Прашање, не знам, искрено не ми текнува ништо интересно. Дали... Не знам. Ова е незгодно прашање. Па добро, фала ти Нема за проблем. гостувањето. Јас знам дека уживав во разговорот, баш ми е мило што имавме можност да позборуваме на овие теми и се надеваме дека тебе успешна сезона и може ќе те викнеме пак да зборуваме за некои други теми. Ако имате луфта, слободно викајте ме, јас се чувствувам убаво кај вас во студио. Како за прв подкаст, мислам дека бев солиден гостин. Одговоривме, начнавме некои теми и ви посакувам успех, да работите долго и така да си зацртате некоја цел, повеќе subscribers, да имате повеќе гледаност и така.